Активистите на Здрава Котлина деновиве ја добиле информацијата дека второстепена комисија ја одби жалбата на Euromax Resources, концесионерот на рудникот Иловица Штука. Оттаму велат дека оваа информација земаат со резерва, оти никаде не се појавила официјална одлука. Не сакаат да се опуштаат, но велат ако е вистина, сепак е добра најава. Компетентните институции да го решат во иста насока овој спор. Ова значи дека второстепената комисија имала причини и знаеме дека тие, сите ги знаеме тие причини, ги имаме документирано. Има документи кај зашто се гледа колку работи се пропуштени од страна на Euromax или се криминално поставени. Откако Висшиот управен суд го врати случајот на Euromax на повторно одлучување, комисијата разгледала жалбата и уште еднаш ја отврдила како неоснована. Прашањето за рудникот за злато и бакар вчера беше дискутирано и во собраниска говорница. Премиерот Заев одговори на пратеникот Александар Николов, кој се сомнева во капиталот на компанијата. Премиерот е дециден дека потеклото на капиталот ќе биде исконтролирано од управата за јавни приходи, како и финансиска полиција. Меѓу другото, потврди дека второстепената ја укинува концесијата. Како активистите, така и граѓаните на Иловица и Штука многукратно досега го креваа гласот против оваа одлука. Во нивните населени места да има рудник кој ќе има брана од над 200 метри.